Здраво, близнаци, добро дојдовте. Ова ќе бидат вашите тарот пораки, кратки тарот пораки за месец март. Ајде да видиме што крие месец март за вас, близнаците. И првото нешто кое јас го гледам, тоа е една ситуација каде вие чувствувате некаква тага затоа што некој или нешто ви недостига. Оваа тага поттикнува од фактот што вам некој ви недостига. Јас гледам и верувам дека и сработи за баба или дедо, за некој од вас. И сега, поради фактот што зборуваме за многу од вас, генерални пораки се, нели, можеби и некој друг човек од вашиот живот, некоја друга состојба од минатото во вашиот живот, ситуација, личност, родител, се може да биде, не знам. Меѓутоа јас ќе зборувам од тоа што го гледам. Јас мислам дека баба или дедо и вие во некој момент од месецов ќе чувствувате така некоја тага и многу ќе ви недостига, затоа што најверојатно ќе има некои ситуации, некои моменти кои ќе ве потсетат и ќе ве вратат некако наназад. Може ќе забележите некој што многу наликува на вашиот баба, дедо. Можеби вие ќе почувствувате некој мирис кој ќе ве врати назад, ќе ве потсети на нешто од минатото. Може сте живееле со баба, дедо некогаш. Може вашето детство е врзано за овој човек, оваа личност и вие во некој период од месецов ќе тагувате затоа што ви недостига. Не е ништо страшно, не е ништо фатално, едноставно само ви недостига. И некој период од март така ќе се чувствувате. За други од вас ова е ситуација која ви недостига. Нешто сакате да се врати од минатото, сакате да се врати можеби ситуација во која вие сте се наоѓале, некаква безбедна ситуација каде други се грижале за вас, каде многу љубов сте чувствувале од некои луѓе, во некои ситуации сте знаеле дека сте сакани, дека сте згрижени, дека сте безбедни, не дека сега не сте, вие сте една добра основа. Меѓутоа, само се потсеќате и се навраќате на времето кога се случувало тоа нешто и премногу сакате да се врати некако. Можеби ви недостига некој човек од вашиот живот или ви недостигаат советите, затоа што можеби вие сте имале некој многу интелигентен, многу мудар, многу способен човек во вашиот живот, ете родител, мислам, баба, дедо, пак ќе кажам, и ви недостигаат тие топли зборови, тие совети, тие насоки, чувствувате дека ви недостига. Тоа ќе го обележи некој период од месецов, таа ситуација ќе обележи. Следната порака за вас, близнаците, во март е ситуација каде вие се наоѓате, кажав повторно, и јас тоа го гледам. И за вас дека вие сте на една многу добра основа, стоите во вашиот живот, да речеме се како што треба. Но има нешто кое ви пречи. А ова нешто кое ви пречи е една ситуација што вие мора нешто да правите што не го сакате. Е сега што е тоа, не знам, јас за сите е различно, за некои од вас најверојатно не си ја сакате моментално вашата работа. Да носи многу пари, ве прави да се чувствувате сигурни, безбедни, прави да можете да се дозволите се и за вас и за вашите најблиски, меѓутоа не ве прави среќни нешто. Не знам зашто не ве прави среќни. И можеби не ви дава повеќе, нема никаква страст овде, не чувствувате потреба да, можеби едноставно не можете да напредувате повеќе, сте достигнале до некој ниво и тоа е тоа. Таква е работата, не може повеќе од тоа да се напредува и знаете дека остатокот треба да го поминете и ете само така како што е сега во моментов и нема да има никакви промени. Можеби вие сте само личност кој сакате постојано нешто ново да се случува, нешто друго да се случува. Меѓутоа периодов ќе бидете некако во некоја свесност дека не може постојано да има промени. Мора одреден период од животот нешто да биде така на една иста линија, без никакви осцилации. И тоа ќе ви пречи. Не знам, ви пречи затоа што вие сте такви по карактер, не дека
тоа е погрешно на некои, можеби пак луѓе тоа им е совршено добро кога нема никакви подеми и падови, тие се на една стабилна, да речем, основа, никаде ништо не се случува, не се движи, меѓутоа вас тоа страшно ве нервира, ете, може не е карактер, може е само период од месец март, меѓутоа јас гледам дека вие ќе го чувствувате. За некој од вас близнаците можам да кажам дека може и ќе бидете и подраматични и ова ќе го доживувате многу пострашно отколку што е. Не сакате да се помирите со фактот дека мора некогаш во животот да е така, да нема ништо посебно да не се случува, ништо не знам какво, не знам колку возбудливо и ќе бидете некако меланхолични, ќе немате некоја нешто посебно волја да правите нешто посебно или поинакво, многу ќе ве погоди ова, а е само период. И јако знаете дека е само период и може да се сменат нештата, меѓутоа така ќе го доживувате и така ќе бидете подраматични за ситуации за кои не треба да бидете. Тоа е таа порака. Следната порака за вас близнаците е една ситуација, чудна малку ситуација, не е за сите верувам, меѓутоа некој од вас близнаците ќе дознаете некакви тајни кои се случувале во вашето семејство, не мора да потесно, може пошироко, и за кои вие ништо не сте знаеле што се случува, а нешто се случувало, може не е во моментов, може се случувало некаде во минатото и вие тоа ќе го дознаете. Ќе ви го каже тоа некој, дали некој од родителите, браќа, сестри, тетки, баби, што и да имате, ете ќе разговарате и ова не е нешто као да се пренесе тајна и вие треба да чуете. Не, туку така низ разговор ќе сватите дека во вашата фамилија нешто се случувало, вие појма сте немале. Сега јас верувам зошто ова е важно да се спомене, затоа што е малку поинакво, малку покарактеристично. Може ќе сватите дека некој од вашето семејство, фамилија, не семејство, се занимава со некакви окултни работи. И таротот е окултна работа, може ќе разберете дека некој се занимавал со тоа, но може и нешто сосема друго, може практикува некоја друга религија, во некакви други здруженија, чудни, не има да речам секта, затоа што не ја верувам, меѓутоа ќе разберете за такви некои работи. Да, и за некои близнаци ова ќе биде случај, а за некои од вас близнаците пак ќе биде случај каде вие ќе разберете, едноставно ќе бидете во некој окружување каде ќе се зборува многу за некакви такви мистични работи, окултни, магија, и ќе слушате многу чудни приказни, како некој со магија направил нешто, како не знам, чудна е поракава, да, не е за сите, меѓутоа еве за некој од вас тоа ќе се случи во март, ќе зборувате некако многу често, ќе наидете на луѓе кои сакаат да зборуваат за вакви окултни работи. И не, во никој случај не мислам дека ова ќе ве вознемери, или туку едноставно ќе ви биде многу интересно како ве гледам како сте со шолја кафе и вие се зборувате, да не речам оговарате со блиски, со некои од членови од семејството, со пријатели, со роднини, изборувате за вакви некои мистични работи. И тоа е се окей, затоа што е интересно ќе ви биде интересно да слушате или пак може вие ќе споделите некаде нешто што сте чуле. Следната порака за близнаците е порака када вие има нешто во вашиот живот кое оде во правец во кој не ви се допаѓа. Не дека оде во погрешен правец, туку едноставно вам не ви се допаѓа. Зошто не ви се допаѓа, не знам, вие сакате и посакувате нештата да се движат како вие сте замислиле. И сега јас мислам дека се работи за партнерот, да, верувам дека се работи за партнерот
И оваа ситуација не дека вие сте ја искомуницирале, не дека вие сте кажале како сакате ова да се движи, меѓутоа чувствувате дека почнува да се движи натака на каде што вие не сакате. Не сакам да речам дека се ваши каприциозни мисли, идеи и планови, каприциозни затоа што вие нешто сте смислиле и сакате да биде така. Не сакам и не велам дека е така, меѓутоа чувствувам дека вие само сакате нештата да се движат како вие што сте замислиле, но треба да прифатите дека во некои моменти и другите луѓе имаат потреби да направат нешто по свое, имаат причини и оставете ги затоа што мислам дека ќе погрешите ако се спротивставите, затоа што во овој момент за некој од вас вие сакате да се спротивставите на некој природен тек на настаните. Кога е природен текот на настаните, тогаш има успех и има среќа. Но вие, заради вашите каприциозни идеи, сакате да го спречите и мислам дека ќе погрешите. Некој од вас ќе имате потреба да се објаснувате дека не треба да биде така, затоа што пак вие можеби мислите дека овај другиот човек, ако е партнер, зборувам ја за партнер, меѓутоа може да биде себе, молам вие, ова сето што го зборувам, вие може да се го вклучите во вашиот живот само онаму каде што одговара и каде што му е место. Ако воопшто не гледате дека некаде му е местото или не се вклопува, тогаш пораката не е за вас. Значи, јас мислам дека партнеров вие верувате дека прави нешто со цел да не ве послуша и да ве изнервира или да се докаже дека е во право, но не верувајте дека не е така, апсолутно не е така. И вие сте малку само нетрпеливи во Мартиве, ќе кажам, затоа што низ неколку пораки што ги гледав овде карти, гледам дека вие сте само нетрпеливи, сакате нешто пребрзо да се случи, сакате нешто понасилно да се случи отколку што природно се случува, меѓутоа во март вие близнаците треба да сватите дека треба да ги оставите нештата да одат по природен тек. Сега за некој од вас ова е порака каде што некоја ситуација не се движи на таму каде што треба да се движи. Ке си препознаете ве за која ова порака, затоа што никој не сака да учествува во она што вие сте го испланирале. Сте испланирале нешто толку добро, нешто толку корисно, нешто толку паметно и ситуацијава не се движи натака затоа што некој друг не учествува. И овде не се работи за ваши каприци, ова е нешто што вие кажав, сте го испланирале со цел за доброто на сите, за ваше, за на другите, но другите не сакаат некако да учествуваат или пак или не учествуваат или прават нешто сосема спротивно и го нарушуваат ова што вие сакате да го постигнете. И вие ваквите близнаци гледам дека ќе се откажете од убедување и нема да се занимавате повеќе со оваа тема. И на крајот од месец март, ако не и во текот на месецот, вие близнаците, ова последната порака, вие близнаците ќе се вратите на она старото, на она своето, а тоа е да си бидете своји, да си бидете позитивни, насмејани и среќни, затоа што имате милион причини во вашиот живот за да бидете такви. И ќе се вратите, реков на вас, на она старото, затоа што не ли споменав неколку пати, дека може некој од вас не си ја сакате моментално работата, не си ја сакате некоја ситуација што се случува, нешто не ви оди како што сте планирале, и сето тоа кога ќе заврши, кога ќе се смират страстите, кога ќе слегне се на место, кога ќе си застане, тогаш вие ќе сватите дека се е како што треба, се е и било како што треба. Ве гледам среќни, задоволни, исполнети, уживате во она што го правите, повторно ќе најдете таа страст, таа потреба да продолжите со животот таков каков што вие, што е стварно убав. Ако нешто го доживувавте како битка, нема повеќе да се случува тоа,
Ќе сватите дека ништо не е битка, се е дел од животот, се е убаво, на се треба да му се посветите со љубов и внимание. И треба буквално да уживат, не треба, јас ова не го зборувам како вие да треба да советувам, туку вие ова ќе го сватите и ова ќе го практикувате веќе во март, дека ќе сватите дека буквално треба да уживате во секоја ситница и во секоја секунда од денот. И тоа ќе го правите. И ова е нешто прекрасно. Камо сите ние да можеме да уживаме и свесно да живееме секоја секунда од денот. И тогаш кога не оди секако што треба, и тогаш кога се е совршено, ние да живееме секоја секунда свесно. Само тогаш вистински живееме. И јас верувам дека вие близнаците во март ќе го доживеете ова. Знам дека ќе го доживеете. Ќе почувствувате среќата на животот, ќе почувствувате радоста што воопшто сте се родиле и го живеете овој живот. И не може би конкретно дека вие, токму вашиот и токму сега го живеете, туку воопшто. Дека воопшто сте се родили и живеете на оваа планета и сте среќни поради тоа. И тоа е нешто волшебно, нешто прекрасно, зашто тогаш вам не ви треба ништо посебно не ви треба за да бидете среќни. Едноставно, со самото ваше постоење, вие сте среќни и пресреќни. Да, тоа ќе го почувствувате, го знаете, меѓутоа и реалноста е дека се е совршено добро во вашиот живот. И тоа е тоа за сега, драги близнаци, се надевам уживавте. До следното видео. Чао, чао!